Политиката на проширување на Европската Унија може значително да придонесе за постигнување на нашите безбедносни цели и затоа проширувањето останува во центарот на нашето внимание. Ова денеска во собранието на заедничка седница на Советот за евроинтеграција и Комисијата за надворешни работи го кажа амбасадорот на Полска, земјата која го презеде претседавањето со Европската Унија во едно од најголемите кризи во трансатлантските односи и заладувањето на врските меѓу Америка и Европа. На повиците за значењето на членството во Унијата, Бримора како одговор ги слушна партиските кавги меѓу власта и опозицијата. Реформската агенда која што ја спомна заменик министерката е практично закопана во место, ништо таму не се мрда. Може да ви кажам дека до јуни 25 година треба да се донесат некаде околу 20 закони, а ниту еден од нив не е во собраниска процедура. Партнерството со Европа и со Соединетите американски држави сметам дека треба да се покаже на дела, со дела. Сметам дека гласањето воздржани за двете резолуции во Генералното собрание на Обединетите нации беше голема стратешка грешка на нашата влада, да не се подржи ниту една резолуција која што всушност значи на различен начин постигнување на мир во Украина. Мислам дека е недозволиво. Сметам дека стравот од некакви натамошни блокади треба конечно да го трансформираме во храброст и сите заедно да смогнеме сили државата да ја бутнеме напред, нема од што да се плашиме. Сметам дека доколку сите си помогнеме едни на други, доколку не се кочиме во работата, мислам дека работите ќе одат добро. Бримора уверуваше дека неговата земја како претседавач со Унијата меѓу другото ќе работи и на одржување и подобрување на начнатото трансатлантско партнерство кое во изминатите денови сериозно искричаше и на релација Вашингтон-Варшава. Како што еден колега пратеник од соседството даде еден добар совет, во денешно време, ако се постави прашањето за кого си, дали си за Америка или си за Европа, најдобро е да се одговори дека јас сум за Доналд. Без да се каже презимето, бидејќи Доналд е и председател на Америка, а Доналд е и премиер на Полска. Но она што можеби амбасадорот на земјата претседавач со ЕУ не очекуваше да го слушне во парламентот на земја кандидатка е отворената поддршка на една политичка партија за Русија. Вашата русофобска реторика можете со вашите колеги во влада да ја користите, затоа што таму ставот е унифициран. Тука во собранието ве молам да користите реторика која што е неутрална. Значи, ние не се согласуваме дека Русија е агресор, напротив, специјалната воена операција на Руската Федерација во Украина е неопходност да се запре наездата на неофашизмот. Дали пратеникот на вистина верува дека Русија не е агресорот? Жал ми е, но ние со тоа не се согласуваме. Ние и Европската Унија се согласуваме дека Русија е агресорот. Полска уверува дека проширувањето кон Западен Балкан останува во незиниот фокус, но прашање е што во овие услови на геополитички тензии меѓу Вашингтон и Брисел, војна во Украина и потенцијална опасност од дестабилизација на регионот, навистина може да се испорача до крајот на незиното претседавање со ЕУ на 30 јуни годинава. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.